Вкупно 400 IT инженери се ангажирани од страна на Државната изборна комисија за следење на изборниот процес и интервенција при евентуални проблеми со фингер апаратите. Од нив 320 се ангажирани од страна на ДИК, а дополнително уште 80 од компанијата Дермалог, од која се набавени уредите и тие треба да се погрижат да се надминат сите проблеми со нивната примена. Плюс имаме два кол центра, едниот во ДИК, едниот таму во компанијата, и они си имаат за тоа обезбедено 90 луѓе кои ќе се јавуваат на телефонски повици, затоа што имаме некоја проценка дека голем дел од проблемите може да се решат и телефонски. Мисија, од тие 400 луѓе ставивме определен број на инженери кои ќе одат на лице место и ќе им помогнат на лицата кои го употребуваат уредот да работи безпреходно. Сепак, што доколку во случај информатичарите да не успеат да ги отстранат проблемите? И во тој случај се оди на традиционално гласање, само да не ме сватат луѓето па дека тоа ќе биде правило. Тоа е исклучок, кој верувам дека нема ни да се случи, и во тој случај ќе може да се гласа по старо суве лампа и спреј. Ние за оваа прилика обезбедиме секаде да има за секој случај. Даштевски за јавноста уште еднаш појаснува како ќе биде постапката за гласање, нагласувајќи дека е казнив секој обид за манипулација или неправилност, односно оштетување на уредите за проверување на отпечатоци од прсти на гласачите. Се што се внесува како податок или колектира во уредите за отпечатоци на прсти, ќе се проверува на брзи скенери во Државната изборна комисија.